Ashtu si që paralajmëruam më herët në studio, në intervistë, është i ftuar kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetikë, zotëri Beslimovski. Gospodine Beslimovski, dobrodošli. Ќе почнеме со тоа што најмногу ги интересира граѓаните, дали постои опасност за ново зголемување на цената на струјата? Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Значи, вообичаено, некаде во текот на месец декември, универзалниот снабдувач ќе треба да распише тендер за набавка на електрична енергија. Исто така и операторот на дистрибутивниот систем и операторот на преносниот систем ќе треба да распишат тендер за набавка на електрична енергија за покривање на техничките загуби во дистрибутивната и преносната мрежа, и тие два параметра се најбитни кои што ќе влијаат на цената на електричната енергија. Така да сега е прерано да кажуваме дали ќе има промени на цената на електричната енергија. Ние во овие неколку години во време на енергетска криза мислам дека успеавме да не предизвикуваме ценовни шокови и да обезбедиме сигурно и стабилно снабдување со електрична енергија на сите потрошувачи во државата. Владата цело време ги убедува граѓаните дека ги субвенционира сметките, но меѓутоа од прилозите што сме ги правили и од анкетите, граѓаните сепак се жалат за високи сметки на струјата, посебно после одморите, од кога граѓаните не биле дома. Значи, цената по која што ЕСМ продава на универзалниот снабдувач е 53 евра за мегават час. Доколку се анализира цената на електричната енергија на берзите и во Македонија и во регионот, таа е далеку повисока, некаде за 3 пати повисока, така да апсолутно е точно дека цената по која што продава ЕСМ на универзалниот снабдувач на Евана Хоум е помогната од владата и поради тоа не се дозволуваат ценовни шокови. Инаку, доколку ЕСМ би продавал по пазарните услови, цената на електричната енергија за домаќинствата би била за 2 пати повисока. Значи, во периодот на одморите немало редовно читање и поради тоа нема промена на цената, таа е иста, но поради нередовното читање на сметките заради време на одмори, има домаќинства со повисоки трошоци, некои со пониски трошоци. Доколку некои не се задоволни, постојано потенцираме дека има еден најфер начин како граѓаните да си ја пријават својата потрошувачка. Едноставно може да се жалат, да ја сликнат, да ја сликнат потрошувачката и Евана Хоум е обврзан да им ја коригира нивната сметка врз основа на потрошувачката. Доколку не може тоа да го направат, негде има проблеми, не е возможно тоа, слободно можат до Регулаторната комисија за енергетика да се пожалат и нема никаков проблем, брзо постапуваме. Но цената на електричната енергија не е променета, можеби заради ненавремено читање, можеби заради... Може ли се да се коригираат тие сметки што апсолутно, се високи? доколку граѓанинот... Има голем број на граѓани што се жалат. Граѓанинот што ќе достави состојбата на броилото, Евана Хоум е обврзан да ја прифати. Значи, таа нема потреба воопшто да се чека Евана да ги прочита состојбите на броилото. Таа состојба која што ќе покаже граѓанинот од своето броило, тамо каде што може. Во најголем дел може, негде има проблеми, не може да се види, повозрасни луѓе. Нема никаков проблем, веднаш му се коригира. Евана Хоум е обврзан веднаш да ја коригира фактурата за електрична енергија. Најавено е дека од декември ќе се враќа ефтината дневна тарифа. Дали до тогаш Евана ќе биде подготвени со броилата и може да се пролонгира ли тој рок? Тој рок нема да се пролонгира. Ефтината тарифа се утврдува со тарифен систем за продажба на електрична енергија. Тој тарифен систем уште во јуни е објавен во службен весник, така да тоа е на ниво на подзаконски акт, на ниво на закон, и од 1 декември почнува примената на ефтината тарифа. Најголем дел од граѓаните ќе ја добијат во неколку дена по имплементацијата, додека има некои работи кои што може да се направат, и така да ефтината тарифа е гарантирана за граѓаните и нема
да има никакво одлагање на примената на ефтината тарифа, единствено во далечни рурални подрачја, каде што и најголем не живеат, празни се куќите, нема техничка можност тогаш да се промени. Така да граѓаните, тоа што им е ветено, тоа ќе се реализира. Од 1 декември започнува воведувањето на ефтината тарифа и со тоа сме една од ретките земји во Европа која што има ефтина тарифа во текот на денот. Единствено има во еден дел на Босна и Херцеговина, тоа е делот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, и во Македонија ефтина тарифа во тек на ден. Пред да влеземе во зима, дали има капацитети државата да произведува струја, дали во тој аспект да треба да се плашат граѓаните или не? Значи, капацитетите мора да ни се подготвени. Најдобро за тоа знаат тие само тие информации што ги имаме ние дека се подготвени, има соодветно обезбедено јаглен и во Битола и во Осломеј, така да тие информации ние што ги имаме, треба да имаме грејна сезона, односно зимска сезона без проблеми. Но никогаш не вели никогаш и ние контролираме и бараме постојани информации од компаниите, одржуваме и редовни двонеделни состаноци, така да кои се тие последни информации што ги според тие информации што ги имам од денес е дека состојбата со резервите на јаглен кои што ќе се користат во грејната сезона е најдобра во последните 10 години. Господин Бислимовски, најавено е дека во наредниот период може да се поскапат цените на горивата. Колку ситуацијата во Израел би можел да влијае врз цените? Апсолутно, од кога започна оваа криза во Израел, со овие напади што се случија во Израел, па понатака и враќањето на Израел во појасот Газа, цената на нафтата на светските берзи порасна за 10%. Има осцилации. Првите неколку дена драстично се зголеми, па се намали, па сега еве денес гледам пак расте, значи цената на нафтата реагира на дневни настани. И верувам дека ова е дел на една психолошка бариера, дека е можно да има и понатамошна ескалација на судирите. Ние имаме методологија таква каква што е, какво што имате сите земји во регионот, тамо каде што се определува цена. Ние ги земаме податоците од Медитеранската берза во Џенова и за бензинот, и за дизелот, и движењата се такви какви што се. Мислам дека горе-доле држиме одредена ценовна стабилност, маржата им ја немаме вратено на трговците со нафтени деривати како што беше пред започнување на кризата и таква е ситуацијата. Може ли да се враќа цената од времето на пандемијата, цената на горивата? Па нема шанси да се врати од времето на пандемијата. Тогаш падна на $30-40 за барел за сурова нафта. Сега ни е околу $93-4. Значи тогаш беше период кога производството беше вообичаено, значи имаше понуда, немаше побарувачка, а сега во изминатиот период и факт е дека најголемите производители на нафта во светот во тој период претрпеа загуби, односно не остварија профит колку што сака, но од тогаш 2021, 2022 или 2023 го намалуваат своето производство, со тоа ја покачуваат цената на нафтата на светските берзи и остваруваат значително зголемени профити. И тоа сега ние како држава, не само ние, ниту Македонија, ниту Србија, ниту Албанија, ниту Косово, ниту Босна, ниедна земја не може да влијае на тоа. Тоа е тоа, ова е геополитика, имаме невообичаени дневни осцилации на цената на нафтата и на цената на природниот газ и на цената на електричната енергија и мора да се научиме да живееме со тоа. Кога сме кај светските берзи, создадено е впечатокот дека комисијата побрзо реагира да ги зголеми цените, него да ги намали. Певе минатата недела цената на дизелот ја намаливме 5 денари. Значи побрзо, поефикасни сте кога ги покачувате, така е впечатокот. Значи не може да биде така. Така е впечатокот, гледајќи ги аналитичарите и граѓаните реакциите.
зависи за кој аналитичар изборите. Ова е интересна тема и се сака да се шпекулира, ама не може да се шпекулира. Ние во секоја пресметка земаме просек од претходни 5 дена. Граѓаните знаат, и тој го објавуваме, минатиот понеделник, пред 10 дена ја намаливме за 3 денари, па во четвртокот за 2 денари, вкупно 5 денари, и во понеделникот ја зголемивме за 1 денар. Така да не е возможно такви шпекулации да се прават, затоа што тие податоци кои што ги превземаме ние, ги превземаме од плац и ги следиме податоците на Медитеранската берза во Џенова. Тоа го прави каде што определуваат цени и во Србија, и во Црна Гора, и во Словенија, така да тука нема можност да има било каква шпекулација, бидејќи прво би се побуниле трговците. Регулаторната комисија за енергетика работи по строго определена методологија, каде што најбитни параметри се цената и на бензинот, на дизелот, посебно на екстралесното, на мазутот, на Медитеранската берза и курсот на доларот. Тамо ние не можеме да влијаеме. Да збориме малку за грејната сезона која почна пред 2-3 дена. Почна со неколку дефекти во бутел, во чаир, посебно ние направивме еден прилог, без парно остана еден дом на пензионери. Како брзо ли ќе ги решите тие проблеми таму што се појавија? Регулаторна комисија за енергетика не може да ги да решава тие проблеми. Да ги земете мерките, од сите тие, но за домот, како ќе се решите за домот, за да бидеме фер, треба да знаат граѓаните дека цевката од градежните пресечена од страна на градежна компанија, која што почнала да гради. И сега во тој аспект како ќе се реши тој проблем? Кога ќе добијат градежната компанија, според така како што е пропишано, претпоставувам и од компанијата Скопје Север, тоа го бара, тоа го видов, го изјавува и новиот директор на Скопје Север, бара да се врати во првобитната ситуација таа цевка како што била. Значи тоа не е по вина на ниту на Скопје Север, ниту на било која друга институција во кога ќе добиваат парно значи, јас пензионерите. мислам дека и претходно требаше медиумите да го следат овој случај, и имавме информација и е побарано таму каде што се гради, како е направено тоа. Сега тоа требало валјда и општината соодветно да изреагира, да се не се дозволи таква ситуација, бидејќи сепак станувало збор за инфраструктура која што е во интерес на граѓаните на општина Чаир. И верувам дека брзо ќе се реши тој проблем, бидејќи нема друга опција. Имаме среќа што во наредниот период имаме топли денови, така да ќе нема проблем од тој аспект. Но на тоа не може да влијае ни Скопје Север, да бидеме на чисто, не можеле едноставно, тоа требало други инспекцијски органи во државата да го решат тој проблем многу порано. Во најавата рековте дека нема да има зголемување на цената за парно, но еден од проблемите се создава со цевките кај мостот Беласица. Ке се реши ли тој проблем или дали можно е ново цунами на цени да се создава ако не се реши проблемот со мостот, со цевките? За проблемот со мостот Беласица зборувам јас од април-мај. Така да тој мора да се реши, додека не добиеме цврсто уверување дека ќе започнат градежни активности на мостот Беласица, ние нема да донесеме одлука. Кога ќе започнат градежни активности, ние ќе сметаме во нашите пресметки дека таа топлинска енергија што се треба да се обезбеди од ТЕТО, која што е 3 пати поевтина отколку во останатите топлани во Скопје, ќе им се испорача на граѓаните во процент како што би се испорачала кога би постоел тој топловод на мостот Беласица. Така да граѓаните да бидат мирни, нема, повеќе пати кажуваме, нема да има никакви ценовни шокови. Ќе се донесе вообичаена одлука за цена, има влијание, има инфлација, зголемени одредени трошоци на компаниите и се ќе биде тоа во рамките на нормалното, како што не сме дозволиле и во периоди кога имавме екстремно високи цени на природен газ, ценовни шокови, нема ни сега да дозволиме.
Ви благодариме за времето, господин Беслимовски. Ви благодарам и за поканата.